Опозицијата ќе ги искористи сите институционални механизми за да го спречи одржувањето на пописот. Од ВМРО ДПМН велат дека операцијата која треба да биде статистичка е крајно исполитизирана. Сметаат дека Македонија има капацитет за електронско пребројување и попис кој ќе ги прикаже вистинските демографски карактеристики. Го повикуваат и председателот Пендаровски да не го потпише законот. Овој попис се води по една застарена методологија, една методологија која што ние сметаме дека не е усогласено со највисоките стандарди од Обединетите нации и од Европската унија, односно стандардите на Евростат. Овој попис е крајно политизиран и еден само од заклучоците кој што не води кон тоа е велат да статистичка, а не политичка операција. Добро, зашто е потребен двоен потпис за да се потврди една статистичка операција? Значи, очигледно имаме крајно политизирање на процесот. Вчера пак лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски за Алфа истакна дека партијата ќе отпочне со собирање на 10.000 потписи за поништување на законот за попис откако тој ќе биде објавен во службен весник. Граѓаните според него имаат право да одлучат дали ќе им отворат врата на попишувачите, а власта веќе ги има договорено процентите за пописот. За СДСМ потезите на ВМРО ДПМН се доказ за деструктивно и антидржавно однесување. Се надеваме дека на вистина во наредниот период ќе ги преиспитаат своите одлуки околу ова собирање на потписи, заради тоа што сметам дека деструктивното однесување и повикување на луѓето да не го почитуваат законот за попис, кој што е од исклучителна важност за нашата држава, за креирањето на натамошните политики, особено во однос на економијата. Од кабинетот на председателот Пендаровски не откриваат дали тој ќе го потпише законот. Велат дека се консултира со правни експерти и деновиве ќе го соопшти неговиот став. До сега Пендаровски изјавуваше дека на Македонија е потребен попис, но без политичко мешање и со гаранции дека резултатите нема да бидат причина за укинување на некои веќе стекнати права. Пописот треба да се спроведе од 1 до 21 април.